Почитувани, премиерот Груевски бега од тоа да каже што се случуваше во македонската економија од ланските избори наваму. Причината е многу едноставна. Од изборите наваму, Груевски има катастрофално лоши резултати. Еве што кажуваат официјалните податоци. Стапката на невработеност е зголемена и достигна 31,6%, а стапката на вработеност е намалена и сега е 38,6%. Стандардот на граѓаните се стрмоглави надолу, поскапеа основни производи. Струјата, бензините, парното, се најавува ново поскапување на храната. Просечната исплатена плата во мај годинава е помала од она исплатена во истиот месец лани, а заради поскапувањата, со платата денес може да се купат помалку работи. При тоа, владата си поигра со достоинството на луѓето што добиваат социјална помош, нудејќи им бесплатни билети за опера и балет, како решение за нивните проблеми. Од јуни лани до март годинава, стапката на раст на македонската економија изнесува точно 0%. Во првите 3 месеци годинава, со падот од 1,4%, македонската економија има трет најлош резултат во поглед на споредба со земјите од Европската Унија, ама премиерот молчи за тоа. Работи додатно полошо, рецесијата чука на врата. Од изборите наваму видовме голема брука на владата, која излезе со предвидување дека македонската економија во 2013 година ќе имала раст од дури 4,5%. А потоа се повлече и вели дека било каков раст би бил успех. Затоа владата на ВМРО ДПМН го направи и најбрзиот ребаланс на буџетот во историјата на Македонија. Индустријата е на колена. Од ланскиот септември 10 месеци поред паѓа производството, а бројот на вработени во индустријата е намален за 2,4% и се најавуваат нови отпуштања од работа. За само година дена, бројот на блокирани сметки на граѓани и фирми е зголемен за цела 1/3, за 33.000 сметки, со што бројот на блокирани сметки се искачи дури на 133.000. Фирмите се дават во неликвидност. Премиерот Груевски продолжи да го крие од граѓаните податокот колку им должи државата на фирмите, иако СДСМ постојано го бара тој одговор од премиерот. А дека долгот на државата кон фирмите е голем проблем, потврди и последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд. Од ланските избори наваму, владата продолжи со голема брзина да го зголемува долгот на државата кон странство. Долг што ќе го враќаме сите ние, граѓаните на Македонија. Од јуни лани до март годинава, јавниот долг кон странство се зголеми за цели 342 милиони евра и достигна 2 милиарди и 126 милиони евра. Само за 9 месеци учеството на јавниот долг кон странство во бруто домашниот производ се зголеми за 4,5% поени и достигна 28,2%. Владата не се задолжуваше само во странство, таа се задолжуваше и во земјата. На крајот од јуни годинава, долгот на државата на домашниот пазар достигна огромни 670 милиони евра, што е пораст за 163 милиони евра само во однос на почетокот на годинава. Од јуни минатата година, наваму, државата потрошила повеќе пари од што имала во буџетот и тоа 192 милиони евра. Податокот за дупката во буџетот не го покажува скриениот долг на владата, за она што некој го продал или направил некоја услуга, а таа не му платила. Најлошото е тоа што покрај сите проблеми, премиерот ништо не менува во своето однесување. Скудните пари во буџетот, собрани од народот, тој продолжува безмилосно да ги троши за непродуктивни намени. Премиерот продолжува да игра на ситно, ни кажува за десетици проекти што ги реализирал, додека народот се дави во невработеност и сиромаштија, а фирмите во безпарица. И упорно, тврдоглаво, премиерот Груевски не ги прифаќа мерките што СДСМ најдобро намерно ги понуди за полесно да се преживее 2013 година. А ги имаше многу. СДСМ предложи 37 мерки, 3 пати повеќе од оние на владата. Со еден збор, податоците се неумоливи. Од ланските парламентарни избори наваму, она што се случува во македонската економија и со стандардот на граѓаните е чиста катастрофа. Онаму каде што граѓаните најмногу се надева, кај економијата, нема резултати. И затоа разочарувањето е огромно и постојано расте.
Сериозен премиер не би се фалил, туку би се срамил. Тешката состојба веќе не може да се прикрива со скапи реклами. Народот е многу уплашен од тоа што носи утрешниот ден и како да се преживее. Што е следното што ќе поскапи, кој е следниот кој ќе го изгуби работното место, до кога платите во администрацијата и пензиите на пензионерите ќе се исплаќаат со пари позајмени од странство. Благодарам. Дали имате некој прашање? Да. Значи вака, СДСМ има многу јасен, прецизен и јавно искажан принципиелен став во однос на прашањето за лустрацијата. Значи, лустрацијата требаше да биде надпартиско прашање, а се претвори во орудие за пресметка со неистомисленици. Значи, ние јасно и јавно кажавме дека лустрацијата се прави според закон, кој што има неуставни елементи. Начело на комисијата е човек на кого што му е истечен мандатот. И од тој аспект, лустрацијата, ви реков, се претвори во орудие за практично за инквизиција на политичките неистомисленици. Од тој аспект, конкретно на прашањето кое што ми го поставивте, сите опции се во игра. Ние сакаме да видиме како ќе се развива процесот, дали театарот наречен лустрација ќе продолжи или целиот процес ќе се коригира и тогаш соодветно ќе реагираме. Како што и вчера реагиравме, лустрацијата треба да создаде театар за граѓаните, да го тргне комплетно нивното размислување за тоа што се случува со цената на струјата, практично со неиздржливото преживување секојдневно, народот да му се дадат игри на народот за да тој се занимава со нешто друго. Не, во овој момент не е дефиниран конкретен рок. Дали има уште некој прашање? Благодарам.